Добро вечер за вице-премиерот на македонската влада Бујар Османи. Благодарам што дојдовте во овие вечерни часови. Благодарам на поканата. Поштувани гледачи, на крајот од ова отворено студио за она со кое почнавме. Како Македонија би можела да излезе од оваа привремена или можеби трајна политичка криза, откако опозицијата не ги прифаќа условите за евентуално изјаснување во собранието за уставните амандмани. Во меѓувреме и меѓународната заедница стана внимателна, страстите почнаа да се разбуктуваат на релацијата Брисел-Москва и се разбира нашето соседство, особено Црна Гора и Хрватска. Во секој случај, со внимателност се следи постреферендумска Македонија. Дел од македонските портали и вести под наслов ексклузивно пред неколку часа или минути отворија вест која се уште има назнака на ексклузивност за одреден портал, а тоа е дека нема да дојде до средба Заев-Мицковски и со што се толкува дека тоа би било крај на можните решенија за компромис околу овој деликатен момент. Затоа е вице-премиерот Бујар Османи, кој истовремено е дел од најтесното раководство на ДУИ, го прашувам колку оваа страстна вест, нема разговори, нема преговори, одиме на избори, е добар миг и добро решение во овој момент. Мислам дека не е точна веста, затоа што ние денес, ова не е првиот ден кога почнуваме всушност да разговараме за наоѓање на решение, така да ќе ги искористиме, јас реков и на пресконференцијата веднаш после референдума, дека ќе се искористи последната секунда од дозволениот временски рок и последниот атом од енергијата што можеме да ја вложиме за да најдеме некаков заеднички јазик, за да можеме да го имплементираме договорот, односно да ја имплементираме обврската што ја превземавме од граѓаните со плебисцитарното изјаснување во недела со 91% за членство на Македонија во НАТО и Европската Унија со спроведување на договорот. Вице-премиере, сепак ситуацијата е деликатна. Ако вие кажете нема средба со Мицковски на лидерско ниво, а во меѓувреме се обидете да условно кажам да роварите внатре во пратеничката група и да придобивате пратеници од опозицијата кој има став контра референдумското изјаснување и преговорите, тогаш има сомневање дека може на сцена да биде и илегални форми на притисок, па и на изнудување одредени пратеници да бидат придобиени. Дали е тоа фер? Дали е тоа политичка разврска? Не мислам дека имало официјален став од било кого дека нема да има никаква средба. Јас мислам дека допрва предстојат средби и средби на сите можни нивоа. Значи нема да оставиме опција неисцрпена за да најдеме решение сега. Бидејќи сметаме дека прво обврските не се само домашни. Ние имаме меѓународни обврски врз основа на потпишан меѓународен договор со меѓународно посредство и потпишување и гаранција на Обединетите нации. И тие обврски треба да ги имплементираме. Имаме обврска, реков, од плебисцитарното изјаснување на граѓаните со 91%, кои што ни даваат обврска на нас да го спроведуваме понатаму договорот. И треба да најдеме сила, да најдеме начин и варијанти како да најдеме компромис во собранието за да може да ги имплементираме уставните измени. Така да апсолутно стоиме на ставот дека изборите не се решение во моментот, треба да седнеме и да разговараме. Премногу е во влог. Значи, премногу е во влог. Не се работи за некое секојдневно политичко прашање, па независно од исходот ќе се снајдеме. Нема снаоѓање после неуспех на оваа прашање. Едноставно драматични се последиците. Јас имам кажано драматични се во позитивен аспект доколку успееме и драматични се доколку не успееме. И ова не се закани, ова се факти кои што можам сега да ви ги аргументирам на било кој можен начин. Значи не смееме да се играме со оваа прашање. Во влог е државата, во влог е безбедноста, во влог е иднината на нашите деца и на генерациите кои што доаѓаат.
Не можеме да си играме ние со ексклузивки дека нема да разговараме. Ќе разговараме со секого, со сите, на секој можен начин. Државата мора да ја обезбедиме. Не чекаат во НАТО. Буквално не чекаат во НАТО 29 земји членки, најсилните земји во светот, една мала Македонија ја повикуваат, дојдете во НАТО, седнете на маса со сите нас заедно и имате исто право на глас како и секоја друга земја членка на НАТО. И ние сега ќе си поигруваме со тоа. Никој нема да ни прости ниту сега, ниту било когаш во иднина. Пред да го разголиме сетот на денешните актуелни реакции, Брисел, Москва, поделеност на Македонија, поделеност во Македонија, уште прашањето кој има на еден начин партиска димензија. Ако прашањето на власта и на ЗАЕФ договори со пратениците, ако нема одат избори, јас вас ве прашувам како дел од владиниот тим и особено како дел од ДУИ, дали Ахмети и Заев ги расчистиле овие дилеми дека по секоја цена треба да се разговара, со очигледни концесии што треба да се направат, дури потреба да се размислува за опција, а при тоа да се задржи динамиката на можното фаќање на возот или вагонот за НАТО. Значи, Ахмети и Заев се имаат после референдумот само телефонски слушнато, меѓутоа допрва следува средбата. Мислам, веројатно утре, задутре, не знам кога точно, за да се разговараат овие опции. Затоа, велам, не може да има ексклузивки од типот нема разговори кога уште коалиционите партнери немаат седнато да разговараат. Ставот на ДУИ е дека сега е време да го имплементираме договорот. Договорот има меѓународни обврски. Договорот има ограничен рок на имплементација. Договорот има последици доколку не се исполнува и во позитивна и во негативна смисла. И ние мора да ја сватиме сериозноста на моментот, тежината на одговорноста што ја имаме и да најдеме начин и да го решиме. Партиските калкулации во овој момент ние мора да ги замрзнеме. Личните и било какви други калкулации кога државата е во прашање, ние мора да ги тргнеме на страна. И ова не го кажувам најискрено, без никаква демагогија. Преголем е влогот, претешка е работата, за да може ние да правиме сега партиски калкулации. Ке искористиме секоја можна варијанта, додека не се исцрпи све, па после ќе видиме дали изборите се решение, кога ќе кажеме сега стигнавме до зидот, нема веќе други опции, нема решение, ајде да седнеме дали може би изборите се решение, иако еве од овој момент можам да кажам дека изборите ни отвараат нова Пандорина кутија. Затоа малку подоста ќе разгледаме, да ги разјасниме овие позиции внатре во партиските блогови, особено димензијата што тоа владината коалиција, СДСМ и ДУИ пред се, ќе направат напор и на каков начин се подготвени за одредени остапки или како ќе придобијат доверба во Мицковски и во ВМРО за да се гласа. Дали мислите дека ова блеф, ајде тајно ќе гласаме, па ќе се изјаснат пратениците за уставните амандмани? Ние сметаме дека тајното гласање е добро решение и ќе го промовираме ова решение во наредните денови. Еден од хендикепите на овој референдум беше фактот што гласањето не беше тајно, а загарантирано и уставно и законски да биде тајно. Заради повикот за бојкот, секој кој што излегуваше се знаеше на чија страна припаѓа на некој начин. Граѓаните немаа можност тајно да се изјаснуваат, а тоа е основното фундаментално право во изборите е да има тајност на гласањето. Ние мора таа тајност да ја обезбедиме и во собранието. Премногу е сензитивно прашањето, премногу е големо, премногу е емоционално, преголем е притисокот врз пратениците да донесат нерационална одлука, дневно политичка одлука. Ние гледаме и закани на пратениците во јавноста преку социјалните мрежи за нивната одлука. А они треба да донесат одлука која што ќе ја гарантира иднината на државата. Држава не се гради под притисок на дневно политичкото мислење, туку на длабоко визионерство за наредните децении и векови. И затоа ние сметаме дека оваа прашање пратениците треба на тајно гласање да го одговараат, а имаме право согласно устав и согласно деловник. По предлог на претседателот на собранието или еден пратеник треба гласањето да биде тајно. Не смееме градењето, потврдувањето на државноста да ја ставиме изложена на дневно политичките притисоци. Не смееме буквално поради Дали мислите дека
со овој модел на тајност, а ние сме мала комшиска држава, нема да биде провалено изјаснувањето на одредени пратеници, дури да биде дел од нов тип на политичко гилотирање? Мислам дека не, затоа што ќе се почитуваат сите принципи на тајност. И тоа треба да го гарантира согласно деловникот собранието, дека нема да биде изложен ни еден пратеник на такви непринципиелни притисоци. Сметам дека тоа е најдоброто решение. Меѓутоа, додека стигнеме до таму, ние мора да разговараме со сите, мора да разговараме со опозицијата. Ова се премногу големи прашања за да може да се ние вметнеме во партиски ровови и така да си ја градиме државата. Дали ќе се разговара по моделот пржински, да речем, нова лидерска средба со некаква модерација на нашите добри пријатели и така натаму, или ќе се одвива целата активност врз основа на политичкиот диалог во парламентот? Вака, ние во ДУИ сметаме дека ништо не треба да се преюдицира и да се ограничи. Пак ќе се повторам, знам дека многу пати, меѓутоа влогот е преголем. Сите опции треба да се стават на маса. Не знам кое ќе биде расположението на политичките партии за форматот на тие разговори. Но да бидеме отворени да разговараме, зборуваме за државата, за потврдување на државноста, нешто што има иста тежина како при формирање и самата независност на државата. Таа е тежината што сега ја одлучуваме. Ваквите моменти се памтат во историјата. Не се ова секојдневни моменти кои што можеме да калкулираме на некој друг начин. Сега треба сите опции да стојат на маса. Имаме една возвишена цел и све треба да се субординира на таа возвишена цел. И све треба, секој политички чекор или било каков чекор, треба да се калкулира дали ја помага возвишената цел или не ја помага возвишената цел. Таа е логиката на ДУИ и таа ќе се обидеме да ја побараме и од другите политички фактори овде. Поштовани гледачи, во вечерните часови на отвореното студио 1 на 1 телевизија е гостен вице-премиерот Бујар Османи. Господин Османи, ви нудам да видите што моите колеги како аналитичари изрекоа став околу оваа дилема дали предвремени избори или диалог во парламентот, при што би требало да се сочува динамиката и одговорноста при извршувањето на уставните амандмани. Еве ги ставовите на моите колеги. Договорот со Грција и членството на Македонија во НАТО и Европската Унија според мене нема цена и таа цена било каква да е, буквално било каква да е, јас сум спремен да ја платам доколку сум дел од тие преговори меѓу четворицата лидери. Твојот пристап е не избори, туку? Само на маса, четворицата лидери. Дозволено е во тој... Поголемите лидери сега, дали се тројца, дали останаат тројца, не знам. Лири, во тој твој опфат, дали е дозволено и амнестија? Зависи зашто. Ако нема цена, значи дозволена е, па ти какво ти е прашањето? Па сега на крај на емисијата не би можел да се дообјаснам, немаме време, инаку би разговарали на таа тема, да, би разговарали. Ќе отвориме темата, иако ја лично мислам дека тоа било порасно, се да се во стартот. Исти став сум јас. Мислам дека ќе има така грчеви така посилни, ти не боли стомак еден период, ама на крај немаме избор. Кој е изборот? Ако сакаме, имаме избор, уште 27 години така да се комплицира работи со Обединетите нации, макар што уставните измени веќе се доволни. Мислам дека се тоа ќе заврши со нешто слично, некој формат од аспектот на Лири, ама нема да биде толку драстичен, затоа што, како што кажав и на почетокот, малку повеќе тие булдожери андерграунд ќе се уклучат и имаат они своји алатки, своји методи. Цафет? Па после ова што ни се случи, не верувам во тие андерграунд булдожери, апсолутно ако јавниот притисок, односно јавниот ангажман и помошта што ја нудеа за да влеземе во НАТО, да станеме членка експресно практично во јануари на НАТО и да ги почнеме преговорите за ЕУ, не верувам во таква разврска. Се плашам дека работава и во јавноста се сведува на она од што се плашиш и ти, дека тоа ќе биде шанса сега, бидејќи објективно, Мицковски го зголеми влогот после овој референдум,
го зголеми влогот на масата за преговори со Заев околу судбината на пред се би рекол Никола Груевски и некогашната врхушка на ВМРО ДПМН, кои сега се најчесто посетители на судските сали во Скопје. Би било погубно и по мене Заев да го прифати тој притисок и судбината на земјата практично да е сведена тоа дали да се трампа со расчистување на криминалот на Груевски и компанија. Јас исто мислам дека тоа е ужасна работа, би било ужасна работа, како што мислам дека и наводното купување на пратеници од ВМРО ДПМН би било ужасна работа. Повеќе верувам дека во оваа пратеничка група на ВМРО ДПМН и има луѓе, и има пратеници кои ја гледаат реалната слика и кои веќе не мислат дека му должат било што ни на Груевски, ни на фамилијата, и дека можат во овој момент да изиграат буквално за Македонија. Гости во студиото вице-премиерот на македонската влада Бујар Османи. Господине Османи, пред да почнеме со дневните меѓународни реакции кои имаат некакво забрзано темпо и од Брисел и од Вашингтон, сега што е најважно се појавуваат и реакции од Пленковиќ и од Џукановиќ, што зборува за заинтересираноста на политичарите за стабилноста на регионот. Сакам уште да ве прашам околу можноста на така нареченото концесионерство или концесиите што би можеле да бидат понудени кон опозицијата, што на еден и на друг начин, освен тајното гласање, би имале некаква политичка некаков политички формат или некоја флоскула на крајот. Меѓу другото, стравувањето дека тоа би можело да биде некаква амнестија за криминалот и така натаму. Кој е ставот ваш личен и на други по тоа прашање? Видете, амнестија не е побарана. Барем на лидерските средби на кои што ние сме присуствувале и немаме таква информација дека се бара такво нешто за опозицијата да влезе во овој важен Ама кога Заев излегува дека и дел од СДСМ-ското раководство дека се заинтересирани, тоа значи дека е тоа дел од некаков нивен мост. Видете, имало билатерални средби многу повеќе отколку лидерски средби во целиот тој период. Јас ви кажувам, во лидерските средби во кои што ние сме учествувале, прашањето на амнестија не е отворено. Така да и не очекувам дека може во овој момент на таква јавен сензибилитет кон тоа прашање некој да го покрене тоа прашање како концесија, било да се бара од нивна страна, било да се дава од нечија страна. Мислам дека прехиперсензитивно тоа прашање за да некој би ризикувал на такво нешто. Така да и не очекувам дека во наредниот период во тие разговори кои што ние се обидуваме да ги интензивираме, некој би го отворил тоа прашање. Меѓутоа, мислам дека треба да седнеме и да разговараме. Страните да се слушаат и да видиме дали има простор ова прашање да го завршиме. Така да овие рокот е ограничен, не можеме бесконечно, бидејќи сепак треба да калкулираме од март па навака 106 дена или 100 дена за уставни измени. Тоа доаѓа дека во наредните 2 недели ние треба да имаме разврска по однос на ова прашање. Меѓутоа до тогаш ние треба да размислуваме само за планот А. Добро, разговараме за планот А или тоа е позицијата и на ДУИ и евентуално на некакви компромиси, меѓутоа дали се вкалкулира евентуалната политичка игра во која ВМРО би ве донел во временски тестец? Видете, тоа е ризик секогаш. Вие имате процес кој што е комплексен, кој што трае 3 месеци, во кој што ќе има најмалку 4 гласања со двотретинско мнозинство, од кој што последното гласање е некаде јануари во најголемиот временски теснец. И во секој момент може евентуален компромис да крахира и да останете без решение. Меѓутоа, ние зборуваме за седнување и разговарање и договарање за процес од кој што ќе зависи иднината на државата. И не очекувам дека некој ќе калкулира и ќе игра било какви политички игри за едно такво прашање. Ако се разговара за платформа,
заеднички именител е на сите политички структури НАТО и ЕУ интеграција. Друго е прашањето на методот, средствата и на компромисите што на тој план се прават. Во основа компромисите ги прави владеечкото мнозинство кое добила легитимитет на избори. Пред воопшто да поминеме на прашањето околу планот Б, да речеме. Планот Б е предвремени избори. Ми се чини дека ВМРО ДПМН и Мицковски во првиот налет како да го одбегна и тој термин и таа, да речем, условена политичка реакција, партиска. Ми се чини дека сега, како кај СДСМ да преовладува одредена еуфорија или одреден притисок дека тие сите што се за европска интеграција и за преспанскиот договор, би можеле да бидат еднакво застанати зад владината коалиција СДСМ и ДУ и дека можете да освоите, да речем, уставно апсолутно мнозинство. Дали тие математики ви се јасни и прецизни, до толку повеќе што ова гласање покаже одреден степен на задоволство кон владеачката коалиција. Тоа особено кај СДСМ и во големите центри, што на одреден начин треба да се прими како јасен сигнал. Вака, веројатно во СДСМ имаат чувство дека, водејќи се по искуството досегашните обиди за договарање и во делот на референдумот и референдумското прашање и така натаму, дека нема да се успее. И тука е веројатно таа разлика дека ние сепак сметаме дека треба да дадеме шанса независно од нашето чувство и нашето кое што може да биде и чувство засновано на емпирички докази. Меѓутоа, преголемо е прашањето за да може да се засноваме на чувство. Ние мора да пробаме све. Мора да пробаме све за да знаеме утре дека сме испробале све, па потоа сме отишле на варијанта Б, која што пак има само една опција и нема враќање назад. Опциите во рамките на планот А, разговори со овој, разговори со тој, имаат алтернативни варијанти. Нема да успее едниот вид на разговори, ќе се проба со други разговори. Одењето на избори е иреверзибилен процес. Нема враќање назад. Не очекуван исход од тие избори. Значи крахирање на процесот. А ние не смееме да дозволиме крахирање на процесот. Не мора да крахира, меѓутоа има една друга работа. Политичката математика, хипотетички може да биде дека победничката коалиција ќе освои многу гласови, но што ќе се случи ако 41-42 освои владеачката опозиција? Повторно, постфестум, треба да се седне да се разговара. Треба да се разговара. Тоа значи дека ние сега можеме да разговараме. Наместо да изгубиме 3 месеци од ограничениот период кој што го имаме до март месец за имплементација на договорот и потоа повторно да бидеме во ситуација да седнеме и да разговараме, а не заборавајте дека евентуалните избори ќе бидат толку остри и толку жестоки, да толку ќе го поларизираат општественото ткиво и на индивидуално, и на политичко, и на институционално и партиско ниво, да тој евентуален тие разговори после избори ќе бидат во уште понапната атмосфера и потешки услови отколку разговорите што би се одвивале сега. Јас не исклучувам 100% дека можеби ќе стигнеме во ситуација и за избори. Меѓутоа сметаме дека тие не се решение и сметаме дека тие треба да ни бидат некоја задна алтернативна опција, а ние треба да се концентрираме сега на разговори и искористување и едноставно цедење до коска на сите можни опции кои што ќе ни донесат до имплементација на меѓународните обврски кон договорот. Повторно ќе кажам, ја подценуваме меѓународната тежина кој што одговор го има. Ние имаме превземена обврска пред меѓународната заедница, пред Обединетите нации, дека ќе го имплементираме договорот. И ние не можеме да се играме со меѓународни договори. Значи имате денешна реакција. Гутереш, председател на генерален секретар на Обединетите нации, Нимиц, Столтенберг. Сега резултатите на референдумот се такви какви се, нели? Тие покажуваат доминантно за спогодбата со Грција, нели? Но главната поента е политичкиот активитет и компромисот во парламентот, во институциите. На крајот на краиштата
референдумот на еден или друг начин беше консултативен. Сите што учествува или не учествува, тоа мора да го знаат, дека во основа секој се одвива во рамките на парламентот. Прво, референдумот беше успешен. Референдумот даде кристално чиста порака до институциите да продолжат да го имплементираат договорот. Значи, и често го спомнувам, инструментот за мерење на политичката волја на граѓаните не беше цензусот, туку беше гласањето за или против договорот. Цензусот е инструмент за мерење на техничкиот карактер на процесот. Дали граѓаните ни се овде и дали ни кореспондира избирачкиот список со резидентното население и други технички моменти од процесот. Но ние со референдумот не сакавме да утврдиме дали ги имаме луѓето овде или ги немаме луѓето овде. Ние сакавме да провериме дали мнозинството од политички активното население, односно тој дел од граѓаните кои што гласаат на сите избори. Толку е процентот на граѓани кои што гласаат на сите избори. 1.200.000, 1.100.000. Значи во 2016 на најполаризираните можни избори во историјата на Република Македонија имавме 1.100.000. Толку е населението кое што одлучува за политичките текови во државата. Ние имаме 605.000. Значи, над 50% од тие граѓани кои што кажаа за со плебисцитарно мнозинство од 91%. И ние имаме чиста порака од граѓаните. Така да темата референдум ние треба да ја затвориме. Имавме успешен референдум со чиста порака. Сега треба да се фокусираме како таа обврска од референдумот да ја имплементираме. Тоа е соседнување со пратениците и поединечно и со политичките партии кои што каде што припаѓаат тие пратеници. Да се разговара за последиците од неуспехот, за пораките од граѓаните, да ги слушнеме и нивните мислења, евентуално да се направат и одредени компромиси и да ја донесеме одлуката која што ќе ни ја утврди иднината за наредните векови. Бујар Османи, вице-премиерот, и натаму ќе биде во студиото, уште е мал ЕПП блок и се враќаме назад за разговорите што значат реакциите на Москва, дека референдумот е на одреден начин илегален, дека треба спогодбата со Грција да помине низ ситото на Советот за Европа, што би значило и руско аминување, но за тоа понатаму со вице-премиерот Бујар Османи. Гледајте УЕФА Лига на шампиони само со Магента 1. За врвно спортско доживување одберете Ultra HD Samsung телевизор по супер цена. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 Пробио. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диареја и надуеност. Диа-100 Пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Господине Османи, ако можам да изречам две поенти битни за досегашниот тек на разговор, зашто има многумина од гледачите кои што допрва. Значи, дуи бара разговор по секоја цена и не се точни информациите дека ќе се оди на предвремени избори без да се исцрпат сите модели. Второ, за дуи е прифатливо тајното гласање за уставните наменувања како модел на одреден начин на дискреција на политичката заштита и на личната заштита на пратениците. Во овој момент,
Ако се издвоиме од оваа наша внатрешна македонска кујна и се префрлиме малку во регионот, тогаш или не следиме доволно, или не доволно будно следиме што одеднаш значи реактивирањето на руската дипломатија, ненизената пропаганда околу легитимитетот, нелегитимитетот на референдумот и денешната средба Путин-Вучич и 2 дена пред тоа председателот на Српската република. Во исто време, во тој колорит спаѓаат и прилично деликатните преговори меѓу Приштина и Белград, особено дуел играта меѓу Вучич и Тачи. Целиот тој комплекс зборува ли во прилог дека ја испуштиме оваа шанса, тогаш нам ни престои, како што вели Коцијас во денешната реакција, ма со позитивна конотација, дека ако тоа не успее, прашање на интегритетот на Македонија. Јас мислам дека и во текот на кампањата премалку беа експлоатирани последиците од неуспех на имплементација на договорот. И аз сметам дека требаше, бидејќи ризиците се реални. Македонија се наоѓа во турбулентен регион и во турбулентен геополитички контекст. Знаете, не случајно поранешниот американски секретар вика Србија и Македонија се на линија на огнот помеѓу западот и исток. Македонија е на крстопат и временски и просторно. Господинот Ахмети често вика во сообраќајот незгодите се случуваат на крстопат и ризиците за по безбедноста, ризиците и по интегритетот. Македонија без НАТО е ранлива, е фрагилна во тежок регионален и геополитички контекст. Во момент кога се кршат табуата за моделот на функционирање на државите на Балканот, се отвара прашањето на размена на територии, која што беше табу до пред неколку месеци. Меѓутоа, веќе се нудат алтернативни модели, алтернативни наративи. Јас често пати велам, Македонија има најдено формулата една балканска држава со сите параметри на Балканот во смисла на етничкиот и културниот состав, има најдено формула идеална за соживот, која што се заснова на принципот на интеграција и внатрешна и надворешна. И тоа го промовираме и е на некој начин инвестиција на меѓународната заедница. Ако не успее, мислам дека ќе почнат и пријателите веќе да размислуваат за алтернативни формули и модели. Може би не денес, може би не утре, меѓутоа регионот мора да се стабилизира. И ние сами на себе не си даваме решение како да се стабилизираме во една држава со обезбедени граници, членка на НАТО, на иста маса. Знаете ли вие дека во НАТО ни е обезбедено веќе столчето, каде ќе седиме, до Норвешка, во кој што ќе имаме право на вето како Соединетите американски држави за било кое прашање во светот. Нашата држава ќе има такво право на вето во НАТО. И ние сега си велиме, не сакаме да останеме надвор, сакаме ранливи, сакаме да го пречекаме разрешувањето на српско-косовскиот спор тука сами, изолирани, незаштитени и даваме порака на Москва и на другите, така викам јас, другите истоци, дека ние сме отворени за соработка. Меѓутоа, тоа е лошата интерпретација на цензусот. Пораката е дека цензусот не одразува политичка волја. Граѓаните на Република Македонија јасно и прецизно и кристално чисто кажа сакаме НАТО и сакаме Европска Унија. И нема политичар во Македонија кој што може сега да ја ризикува таа волја на граѓаните или може да прати некаква друга порака на некои други центри. Апсолутно сметам дека Македонија има бројни непријатели. И во регионот, и подалеку. Не велам дека се тоа официјалните влади во регионот, меѓутоа има сили кои што посакуваат некакви други наративи да се отвараат во регионот. Ние со ваквите интерпретации кои што се отвараат сега по однос на референдумот, им даваме плодна почва. Сами ги повикуваме. Сами ги повикуваме другите центри, ние сме плодна почва за геополитички маневри.
Сакаме да бидеме Сирија за прокси војна помеѓу големите политички сили. Место да си ја обезбедиме државата, место да си обезбедиме економска благосостојба, да ги задржиме младите овде, да ги задржиме странските инвестиции. И сега за тоа ли ќе дебатираме ние во собранието? Дали сакаме мир или сакаме нестабилност и непредвидливост? Како гледате и како политичар, и како припадник на албанската заедница, и како еден од раководството на ДУИ, на реалното изместување на внатрешната конфликтност од меѓуетничкиот дискурс, нели, албанци, македонци, се сакаме, се мразиме, поствоената конфликтна рехабилитација, на овој реално гледано интраетнички судер, поларизација на македонското ткиво. Постои ли опасност од враќање на така наречената, да речем, замината националистичка реторика и евентуално враќање на новата антиалбанска агресија, во која дел од македонците ќе свртат поентата дека, гледате, ова се игри во кои Косово треба да си го реши проблемот, а ние да бидеме колатерална штета. Вака. Во Македонија секоја етничка заедница или било која друг слој на општеството си има некој свој наратив, некои своји амбиции. Во Македонија, за среќа, сите тие наративи се подчинети на евроатлантскиот наратив. Тоа е лепилото кое што не држи заедно. Тоа ни ги спојува векторите. Значи, ретко албанците и македонците имаат исти вектори на движење и на амбиции. Сакаат НАТО, сакаат Европска унија. Тоа не прави да бидеме заедно и да имаме исти сонови. И тоа е квалитет кој што тешко се постигнува. Но ние го имаме. Значи, тој супранаратив, кој се вика Евроатлантска Македонија, ги подчинува другите наративи. Во моментот кога ќе исчезне тој евроатлантски наратив, неминовно на површина ќе излезат засебните наративи на секоја од тие. И тогаш засебните наративи во принцип се конфронтираат, во принцип векторите се на спротивните страни и неминовно ќе се јави и омраза, ќе се јави и оддалечување, ќе се јави живење во паралелни светови. Така да, тоа нема да биде некаква планирана агенда на некој. Неминовно е. Штом немате поголем супранаратив, ќе ви излезат на површина другите наративи. И затоа ви велам дека прашањето е многу важно, а имаме идеална приказна. Најдовме формула која што може да ја продадеме на другите земји во регионот. Како можат различни етнички заедници, различни култури си најдоа гориво, нов модел со ново гориво. Тоа гориво се вика интеграција. Охридски рамковен договор за внатрешна интеграција, членство во НАТО и Европска унија за надворешната интеграција. И моделот функционира перфектно. Државата, кој ги спомнува веќе меѓуетничките односи. А не треба да ги подцениме. Тешко стигнавме до овде. Јас често и на амбасадорите кои што доаѓаат нови, им викам, не ги подценувајте меѓуетничките односи затоа што во моментот се релаксираме. За да стигнеме до нив, требаше многу влог. И тие треба да се негуваат. И земањето на горивото, мислам дека првото на што ќе се одрази се меѓуетничките односи. Освен овие Гутереш, Нимиц, Столтенберг, официјален Берлин, Париз и така натаму, за прв пат ми се чини дека во регионот имате реакција од Црнагора и од Пленковиќ. Хрватскиот премиер дури заговара дека прашањето на референдумот и постреферендумскиот диалог и уставните амандманите бидат дел на некаков поширок лидерска консултација во Европскиот парламент. Иста е ситуацијата и со реакцијата на Џукановиќ. Дали постои опасност или гледате ли некаква сигнализација дека отварањето на постреферендумските конфликтности во Македонија ја внесуваат Русија како нов фактор и во регионот, особено во Македонија? Видете, било кој конфликт поголем, не мислам само на безбедносен, политичка криза, која што ќе бара вклучување посериозно на меѓународната заедница, знаете дека Русија ќе ви биде на врата.
и ќе се обиде дали на формален или неформален начин да ви влијае на исходот од решението. Ние имавме можност во неделата на најсвечен начин за секогаш да ги пресечеме амбициите и на Русија и на било кои други геополитички фактори каде што ние не припаѓаме да имаат влијание овде. И мислам дека тоа го направивме. Но сега треба ние политичарите да ја завршиме таа обврска добиена од граѓаните. При тоа не сакам да бидам сватен погрешно дека ние сакаме конфликт со Русија. Ние сакаме да имаме нормални билатерални односи како и со секоја друга држава. Но ние сме западњаци. Ние припаѓаме на тој систем на вредности и секогаш ќе бидеме таму. Секогаш сме биле таму и секогаш ќе бидеме Ако таму. можам да направам некаква спојка или алузија, ако сакаме на македонската кујна да не јадеме руски борш или така натаму, тогаш прашањето е кој ја прекина можноста од така наречен свечена инаугурација на македонските евроатлантски интеграции. Дали постои реална опасност за инфузирање, за имплементирање на руското влијание во најмократа опозицијска партија? Не верувам. Сум го кажал тоа и порано. Не мислам. Може би да имаат кај одредени индивидуи влијание, меѓутоа во мејнстрим раководството на ВМРО ДПМН сметам дека не влијаат и затоа сум оптимист дека треба да влеземе во разговори и дека можеме да очекуваме дека ќе го сватат државотворниот момент на одлуката. Иначе да мислев дека има руско влијание во нивната одлука, воопшто не би размислувал за некакви разговори. Видете, во референдумот ние имавме една асиметрична битка. Ние се обидувавме, кампот за се обидуваше со рационални аргументи да ги убеди луѓето. Кампот не или бојкотот се обидуваше со емоционални аргументи. Сите знаат дека одлуката за гласање се носи со емоционалниот дел од мозокот, не со рационалниот. И многу е лесно да манипулирате со емоции, да ги киднапирате емоциите, да ги допрете луѓето таму каде што се наталожени 25 години емоционални слоеви и тоа во главном од политичарите, во нивните електорални агенди, киднапирајќи ја темата, создавајќи мит од различните прашања и сега тоа е наталожено е многу лесно ако ги чепкате таму дека таму ќе го фатите нерво. Така да асиметрична ни беше битката. Ние зборувавме за НАТО, за бројки, за 260.000 евра кои што доаѓаат дневно од Европската унија, некој беше доволно да каже ќе го изгубите идентитетот, иако беше тотално фейк ньюз и тотално незаснован на тоа што го имаше во договорот. И затоа можеби и учеството и влијанието на тие сили не беше видливо, но и не требаше да биде видливо. Западните функционери требаше да дојдат лично овде. Тоа беше видливо, бидејќи со рационални аргументи се обидува да им кажат на луѓето дека ова е најдоброто решение. Кога работите со емоции не морате да сте видливи. Со неколку пропагандни пораки ќе го разразните нервот на емоцијата. Како шеф на евросекторот во македонската влада, на сите им е јасно дека евентуалното заостанување или прекинување на евроатлантскиот курс, на НАТО курсот, директно ќе се одрази врз европската имплементација и на препораките и на преговорите. Имате ли сигнали за резервираност кон скринингот што Брисел го најавува ќе го започне и така натаму? Што би бил сигнал дека и во европскиот дел на Брисел, на делот од Унијата, има некакви исчекувања? Видете, скринингот е започнат и е во полнек. И очекуваме во јуни да се потврди одлуката за започнување на преговори и некаде за неколку месеци после тоа да ја одржиме првата меѓувладина конференција со која што почнуваат билатералните преговори. Преговорите со земјите членки, не веќе со комисијата. Се разбира дека имаме јасни обврски до јуни да испорачаме за да може тоа да го добиеме. Треба да го имплементираме договорот, треба да ги реализираме итните реформски приоритети и препораките од последниот извештај на Европската унија и патот е сигурен. Јас мислам дека никој не може да го загрози овој пат на државата.
Моментот во кој што сме сега е иреверзибилна точка на процесот. Нема враќање назад. Ако некој има алузии дека ние можеме да се вратиме на точка нула, дека ќе преговараме пак со Грција за подобро решение или дека ќе бараме нови алтернативни патишта за Македонија, се лажат. Нема враќање назад од точката кај што сме сега. Ке треба да се имплементира меѓународно превземената обврска, меѓународен договор во кој што имаме обврски. Значи, друга тежина имаат меѓународни договори, друга тежина имаат некакви домашни договори кои што ги имаме внатре. Македонија, владата на Македонија, легитимната влада на Македонија и 2 пати 69 пратеници, апсолутно мнозинство во собранието, 2 пати имаат превземено преку ратификување на договорот со Грција, имаат превземено меѓународна обврска. Значи, обврската не е веќе према Грција само. Обврската не е према договорот, е према меѓународната заедница. А ние сме член на меѓународната заедница. Ако сметаме дека можеме да си правиме што сакаме во меѓународната заедница, длабоко се лажеме. Господин Османи, ми се чини дека има една деликатна граница која не случајно ви го постави прашањето околу разговорите со Брисел. Постои ли опасност или алтернатива што би бил некаков руско-српски рецепт? Во НАТО не, и за Србија и за Македонија, во Европска унија може. И дека тоа би можела да биде играта на зелените маси. Нема да прифати никој во Македонија такво нешто. Македонија без НАТО има тешка иднина. Колку сакаат нека интерпретираат ова како закана. Македонија без НАТО во ваквите геополитички турбулентни случувања не ја гледам. Воопшто не можам да ја видам во било која форма, не можам да ја видам. Македонија мора да биде во НАТО. И нема алтернатива од Македонија во НАТО. Македонија ќе биде и во НАТО, ќе биде и во Европската унија. Ова се предизвици со кои се соочуваме. Македонија не прв пат се соочува со вакви предизвици. Меѓутоа, им порачувам на граѓаните да бидат спокојни. И им честитам прво за тоа што го направија на референдумот со 650.000 гласа. И им порачувам да бидат спокојни, бидејќи никој не може да им го земе сонот за НАТО и Европска унија. Нема да има таква сила никој во Република Македонија да ја одврати оваа земја кон тоа што тежнееле генерации пред нас и за кои што се очекуваат генерации после нас. Господин Османи, во текот на разговорот рекоте дека е возможно овие 48 часа да дојде средба Заев, Ахмети околу согласувањето на оваа, да речем, платформа или стратегија околу диалогот во парламентот. Да ја прашам директно, постои ли шанса за диалог меѓу Ахмети и Мицковски? Или кај Дуи постои на одреден начин еден постизборен синдром на тоа дека ВМРО е закана за етничкиот живот, тој екстремен национализам ги загрозува придобивките на евроатлантскиот курс и дека ова ВМРО не би можело уште да биде партнер на Дуи. Вака, ВМРО во неколку фази од своето функционирање имаше често погрешни политики кон албанците. И мислам дека тоа го имаат сватено. И се имаат освестено дека тоа е погрешна и погубна политика и за нив, и за државата, и за сите. И не е веќе магнет за привлекување гласови. Не е атрактивна тема антиалбанството веќе за привлекување, за среќа, за привлекување на гласови. Меѓутоа, мислам дека големината на оваа прашање не може да исклучи партија како што е ВМРО-ДПМН во одлучувањето. Значи, јас сметам дека ВМРО-ДПМН има капацитет и потенцијал да ја свати тежината на моментот. Јас знам дека тие луѓе ја сакаат оваа држава. Тој што работи против имплементацијата на овој одговор, не можам да најдам аргумент како ја сака државата. Така да сметам дека таму има капацитет и тие треба да бидат дел од процесот и заеднички да ја донесеме одлуката. За да не биде никој
под дневно политичкиот притисок како што беа одредени граѓани во Австралија кога беа снимани како излегуваат од Па и тука кај или па отделни тука, избирачки места каде имаше што притисоци. не знаеме кој ги нарачал тие снимања. Дали е некој што ја сака Македонија или што не ја сака Македонија. Токму поради таквите притисоци, ние не само што вие рековте Дуи ќе прифаќа, Дуи ќе промовира тајно гласање во собранието. Со цел секој кога ќе гласа тој ден, ќе гласа од душа, од срце и од глава за иднината на државата, а не за тоа како ќе реагираат некои кои што може би се нарачани за да направат притисок оваа приказна да не успее. Дали тоа значи дека на одреден начин овој ваш флексибилен однос кон ВМРО може би ја потврдува тезата на еден од соговорниците мои во ова студио, Джевдет Харедини, која го прашав дали Дуи би коалицирал со едно идно ВМРО ДПМН, прилично гладко и резко рече Ахмети е рационален политичар, односно е политичар кој и тоа не би го исклучил. Видете, Джевдет Харедини не е репер за да коментира за Дуи, апсолутно. Не, тоа дека има оден степен на критичка обсервација на Ахмети, тоа е јасно. Тоа е веќе патолошка омраза која што не е во основа на објективното, не се заснова на објективното. Јас мислам дека во наредниот период ние треба да ги замрзнеме партиските агенди, партиските разлики, партиските чувства еден кон друг, партиските калкулации за идните коалиции или пак партиските искуства од минатите коалиции. Треба да ги замрзнеме. Наредните 3 месеца имаме меѓународна обврска да исполниме договор. Имаме плебисцитарна одлука на граѓаните да исполниме договор. И затоа јас сега зборувам дека ВМРО треба да биде во процесот. Затоа што треба да ги замрзнеме партиските агенди. И воопшто не сакам да калкулирам и коментирам партиски толкувања на ставовите во месеците кои што доаѓаат. Речи си 55 минути разговараме, мислам дека е време во последните 3-4 минути да го ефектуираме ставот во овој момент на актуелниот миг и на вас како вице-премиер и на Дуи околу иднината на преговорите во парламентот и изборот алтернативата пред времени избори. За да биде јасно на сите дека оваа вест што е публикувана дека Заев и Мицкоски нема да се сретнат, дека тоа значи крај на преговорите, дека се оди на предвремени избори. Дуи смета дека изборите не се решение, Дуи смета дека имаме мандат од граѓаните и имаме обврска од меѓународниот договор да го имплементираме во собранието. Треба од денеска, од утре, да не изгубиме ниту еден миг, ниту една секунда и да ги ставиме на маса сите можни опции. Треба да разговараме, да се слушаме еден со друг, да ја сватиме тежината на моментот. Ова се 3 месеци за Македонија кои што имаат тежина на 300 години. Таква тежина имаат. Таква детерминација имаат врз иднината, овие 3 наредни месеци. И ние треба да ставиме на маса све, треба да комуницираме со политичките партии, отворено, треба да комуницираме со пратениците поединечно. Треба да им овозможиме на пратениците да гласаат тајно и да го имплементираме договорот, бидејќи има ограничени временски рокови и да можат да почнат парламентите на земјите членки да ја ратификуваат поканата за членство во НАТО. Имаме покана за НАТО во джеб и ние уште размислуваме. Покана за НАТО. Што можам да кажам поголем збор од тоа дека Македонија има покана за НАТО и ние уште калкулираме дали да ја чекираме поканата или не. Не ме носам во емоционалната кошничка кај македонците дека губиме име, реториката од предреферендумската и постреферендумската агенда на дел од опозиционерите, но е факт дали, да речем условно, противниците на овој договор и сме ги убедиле дека на вага имаме една реторика и едно стравување околу идентитетот на македонците и на македонскиот народ и од друга страна придобивките од ЕУ и НАТО. Видете, прашањето на идентитетот е прашање кое што е апсолвирано во договорот и прашање кое што никој не може да го спори.
Јас сметам, јас да сум македонец, прв приоритет би ми бил да имам држава и да ја чувам државата. После во мојата држава, јас заедно со другите граѓани ќе култивирам идентитет каков што јас сакам. Затоа што имам институции кои што ќе го негуваат и ќе го култивираат тој идентитет и ќе го промовирам во светот. Ризикувањето на државата, идентитетот ќе ви виси во воздух и нема кај да може да се анкорира никаде, тогаш не ви вреди никакви гаранции за идентитетот. Знам дека ова од вице-премиер звучи можеби како закана, меѓутоа се обидувам да сум најискрен со граѓаните. Мора да имаме обезбедена држава, членка на НАТО, на Европската Унија. Идентитетот заеднички и албанците ќе си го негуваат во Македонија преку институции и македонците и ќе си го промовираме заеднички во светот. Но факт е дека Македонија има некаков државотворен капацитет и идентитет со членството во Обединетите нации и дека таа релација на одреден начин е гаранција за досегашното опстојување на државата. И јас би можел да се согласам со вас дека кај дел од македонското ткиво предстои преагресивна емоционалност. Дали таа може да биде впрегната во некаков сериозен дел на идејата за политичка криза која ќе донесе нов тип на конфликтност? Видете, прашањето на емоционалност. За секое прашање, видете, ако ги прашате граѓаните дали сакате да ги тргнеме до ноците, сите ќе се согласуваат и ќе гласаат за повлекување на доноците. Некои прашања треба да ги одлучуваат политичарите, избраниците од страна на граѓаните, врз основа на фактите, врз основа на носење на evidence-based одлуки врз основа на факти и бројки кои што ги имаат, а не може да ги има секој граѓанин. Таа е логиката на делегирање на надлежноста за носење на одлуки. Но ние и покрај тоа, и затоа Дуи беше и против референдумот, затоа што сметавме дека не можете да ги прашувате граѓаните за нешто што 27 години сте им кажале колку е тоа свето за нив. Меѓутоа ние еве и тоа го имаме. Имаме и дупла потврда. Освен што имаме мандат да одлучуваме, имаме и легитимитет добиен од страна на граѓаните. И сега тоа треба да го материализираме во одлука во собранието. Господине вице-премиер, ви благодарам што бевте љубезни и бевте гостин во отвореното студио на Еден телевизија. Поштувани гледачи, тоа беше Бујар Османи, подпредседател на владата, заложен за евроинтеграции. Ако успеам да изрезимирам, но во секој случај ќе можете да видите дел од неговите почетни тези, Дуи бара решителен диалог и ефективен диалог во парламентот, тамо да се решаваат прашањето на уставното мнозинство, да се гарантира тајноста на гласањето на пратениците и дека не е во преден план прашањето на воредни избори, без оглед, што на оден начин значи демант дека диалогот меѓу Мицковски и Заев е пропаднат и дека со тоа СДСМ би можела да се определи амблок за воредни парламентарни избори. Време е за вестите и другиот Александар во студиото 1. Александар? Така е, Чумовски, време е да ги проследиме најновите информации од земјава и светот. Со сите подготвени содржини во овие вести почнуваме веднаш по кратката најавна шпица.